Во препознатлив партиски амбиент со знамења, патриотска музика и овации, синоќа во салата на општина Зрновци, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН одржа предизборен митинг на кој зборуваа претседателот на владата Емил Димитриев и министерот за одбрана Зоран Јолевски. Предходно на членовите и симпатизерите им се обратија градоначалникот Блаже Станков и кандидатот за пратеник од изборната единица број 3 Иван Иванов. Еден од најважните проекти, чија реализација е во тек, е автопатот Милодиновци-Штип. Пат кој е пробиен по целост и кој ќе овозможи граѓаните на овој регион да го имаат да патуваат по несовремено патно решение. Исто така не треба да се заборави и клиничката болница во Штип, каде што граѓаните на овој регион ќе може на само чекор од овде да си ги решаваат своите здравствени проблеми и да не одат да патуваат во главниот град на републиката. Понатаму, изградбата на експресниот пат Кочани-Штип, кој ќе почне да се реализира веќе од наредната пролет. Исто така не смееме да го изоставиме изградбата на гасоводниот систем Штип, Кочани, Виница, Разлоци, со што овој ефтин енергент ќе се донесе до крајната дестинација и индустријските капацитети на овие места. Премиерот Емил Димитриев ги повика жителите на општина Зрновци пошироко масовно да излезат на 11 декември за да изгласаат најголемата победа за ВМРО ДПМН со што ќе ја спаса државата од деструктивните и опасни сценарија на опозицијата. Се тоа што имаме одработено, некој го стави во втор план и прати една лоша слика за Република Македонија. Затоа, ние на 11 декември мора да ставиме крај на таа криза. Мора Македонија да ја вратиме повторно на патеката за подобар економски раст и за наши интеграции во Европската Унија и во НАТО. На овие избори ние на еден начин ќе имаме борба и помеѓу два концепти за државата. А тоа е она што го кажа господинот Заев, дека рамкомниот договор бил претесен, треба да се прошири, а зошто ни требаат рамки и така натаму. Рамкомниот договор е дел од уставот како мировен договор склучен за мир во еден конфликт во кој многу луѓе загина, меѓу кои и жител од вашата општина. Дел од уставот некој го проблематизира и нуди нешто кој што е во тотална спротивност на она што денес го нарекуваме граѓански концепт на уставот. Нуди билингвалност со поведување на двојазичност и нуди преуредување на државата, односно кантонизација, која што по мене нема да заврши на тоа ниво, ќе помине во наредна фаза федерализација, а федерализацијата во некоја наредна фаза тотален распад на Република Македонија. Градоначалникот Блаже Станков истакна дека неговите сограѓани најдобро знаат кој гради и го подобрува животот во Зрновци, Видовиште и Мородвис и затоа очекува уште една голема победа на претстојните парламентарни избори.